Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Вие сте со Трета порт, емисија Политички магазин, кој ви ги принесува најинтересните случувања од светот на виртуелната мрежа. Во оваа емисија ќе зборуваме за повеќе теми. Една од нив е секако неизбежната политичка криза, која ја третираме во секоја емисија, но ќе видиме и доста други содржини, а ќе видиме и едно видео кое верувам дека ќе биде доста интересно за повеќето од вас. Почнуваме со политичката криза. Неколку медиуми објавија еден интересен брифинг од кој се повикуваат на извори од партиите, на дипломатски извори, од разни насоки, и во кој се вели дека премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев веќе начално се имаат договорено за решение за политичката криза и дека тоа ќе биде соопштено наскоро. Дали тоа е точно или не, македонската јавност ќе може да види во наредниот период, а еве што се пишува во однос на тоа. Одиме со еден текст кој е објавен во Либертас, а кој па го пренесува порталот Кирилица, кој па ја пренесува новинската агенција Мета. Значи, договорот помеѓу Груевски и Заев е веќе скроен, се чека лидерска да се официализира. Тоа е поставено со прашалник, значи сепак постои една ограда во текстот. Според последните информации во медиумите, решение за најтешко досега прашање веќе е најдено. Имено Заев и Груевски компромисот го нашле премиерот да замене 4 месеци пред распишување на изборите. Па така, прашање кое беше камен на сопнување на сите лидерски средби одржани досега, очигледно е решено, со што сега се очекува само да се договорат техникалиите околу владење на преодната влада. За сега информациите се дека СДСМ ќе земе неколку министерски позиции, меѓу кои најчесто спомнувани се МВР, Министерство за финансии и Министерство за земјоделство. Но последните информации зборуваат дека СДСМ најверојатно ќе стави своји луѓе и во управата за јавни приходи и во македонската телевизија. Останува идејата и за супервизорите, односно секоја одлука да се донесе со врзан подпис. Министерот не може да донесе одлука доколку за тоа не добие одобрение од супервизорот кој ќе биде од спротивната партија. Значи, ова е суштината на тој брифинг кој се пренесува во медиумите и, како што кажав, времето ќе покаже дали е точен и дали во него има вистина или не. Положуваме со дел од реакциите на социјалните мрежи во однос на политичката криза. Сега одиме со оние Facebook активисти кои немаат некоја формална функција, не се аналитичари, не се дел од таа интелектуална јавност, но се прилично активни на социјалните мрежи. Одиме, еве да речеме, со Боби Илиевски, кој на својот Facebook профил пишува: Никола Груевски, ќе се преиграш. По вчерашната одлука на така нареченото обвинителство, во глава ти се врти идејата експресно да биде завршен така наречен случај пуч. Играш на карта на летните одмори и преокупираноста на меѓународната јавност со кризата во Грција. Според сите индикации, кризата во Грција ќе заврши до крајот на неделата. Остануваш ти како фактор на нестабилност во регионот. Да за прв пат во овие 10 дни си гарант на стабилност. Што мислиш што ќе се случи доколку експресно го осудиш Заев и навистина ли си убеден дека процесот нема да биде мониториран и следен од меѓународната јавност и институции? П.С. Зарем навистина си убеден дека некој друг освен тебе верува во циркузите со разноразни солзи во парламентарни комисии? И тука ќе видиме некои од коментарите. Еве да речеме, еден Facebook корисник вели: Боби, ја па на таа Европа ич не верувам. Ако го смета за нестабилен фактор, зошто тогаш го играат? И одговорот Боби во моментов се уште се продава како стабилизатор, но со најавените потези ќе ја премине границата. Ете, тоа е тој пост. Продолжуваме со колумна на Ристо Никовски, кој го коментира скоро доставениот извештај на Рајнхард Прибе на европските експерти, кој е донесен по скандалот со прислушување во Македонија. Како што е веќе познато на јавноста, тој извештај има многу остри критики, многу остри наводи за работењето на актуелната власт. Тој детектира низа системски проблеми во целото општество, во целата држава, а Ристо Никовски вели дека не се согласува со тој извештај и вели дека тие што го правеле не се професионалци. Насловот е Прибе и неговите строго диригирани експерти.
Стручноста на експертите, најмени од Брисел, не би требало да биде спорна. Меѓутоа, скоро неверојатно е што тие се анонимни, ги нема нивните имиња и логично се поставува прашањето дали тие се срамеле од својот извештај или Европската унија од нив. Трето, нема. Уште посериозен е проблемот дека тие во конкретниот случај ги премолчале клучните факти сврзани со причината на нивното доаѓање при слушувањето. Ако е народот во право дека недоречена вистина не голема лага, овој извештај е одлична потврда за тоа. Другото, околу состојбите во нашите тајни служби, изборите, судството, медиумите е добро познато и многу пати повторувано. Прво и основно правило е што експертите избегнале да ја допрат сршта на проблемот. Тие морале генерално да го осудат прислушувањето како криминален чин, да оценат дека и јавното дистрибуирање на нелегално стекнати документи исто така грубо кршење на законите, да прецизираат кој прислушувал, по чија наредба, за чија цел и за чија сметка. Доколку тоа не можеле да го утврдат, тогаш морале истото да го констатираат и да инсистираат по судски пат што поскоро тоа да се утврди со барање на остри казни. Тоа го пишува Ристо Никовски. Продолжуваме со колумна на Александар Шолјаковски. Тој има очигледно тотално спротивно мислење од Ристо Никовски. Насловот на неговата колумна е Македонија, земја во морален колапс. Од секојдневните информации во медиумите, едно станува јасно. Моралното срозување на нашето општество достигнало свој климакс. Власта, фатена на дело со десетици неморални дејства, за незаконско да не говориме, ја форсира тезата дека Демек работела во името на народот. Партијата на власт на крајно вулгарен начин се поистоветува со државата и продолжува да го брани тој катастрофичен став. Се дојде до таму што дури и личноста на мајка Тереза, личност која целиот живот и дејствување го има посветено на хуманоста, згрижување на најнесрекните, најсиромашните кои може да се замислат, во моментов да се користи во пропагандистичко лукративни цели, со најава за подигање споменик што треба да чини преку 5 милиони евра. Скопјанката која прерасна во планетарен символ на хуманоста и сочувство со човечко страдање, како низината скромност се подведени како оправдување за неморалните, искривоколчени и криминални цели на врхушката на власт. Тоа го пишува Александар Шолјаковски. Продолжуваме со поранешниот министер Зоран Шапурик, кој пишува како треба да се среди избирачкиот список за земјава конечно да може да добие фер и демократски избори, меѓу другото. Насловот е како до нов прочистен избирачки список. Сметам дека засега еден од најдобрите начини да се прочисти избирачкиот список е со директно преземање на полнолетни граѓани од регистрот на осигуреници во Фондот за здравствено осигурување. Граѓаните кои не се евидентирани од страна на Фондот за здравствено осигурување, а имаат право на глас, ќе треба дополнително да се пријават, односно да се регистрираат во избирачкиот список. Сите ново регистрирани гласачи ќе бидат проверени од комисија која би се избрала на предлог на партиите од власта и опозицијата. Со тоа би се добила многу пореална слика за бројот на граѓаните со право на глас. За граѓаните кои ќе се утврди дека во последните 2 години не престојувале во Република Македонија повеќе од 6 месеци, би важало истото правило дека ќе мора да се регистрираат, односно да се пријават за да се запишат во избирачкиот список. При тоа, овие граѓани би биле регистрирани, односно запишани како посебен дел од избирачкиот список. Ете еден прилично интересен, инвентивен начин да се реши проблемот со избирачкиот список. А веројатно господинот Шапурик го предлага тој модел, бидејќи имаше прилично контроверзни податоци во однос на избирачкиот список, во однос на пописот на населението и во однос на бројот на осигуреници во Фондот за здравствено осигурување, па веројатно поради таа аналогија бројот на осигуреници во Фондот за здравствено осигурување се зема како најмеродавен, бидејќи таму државата плаќа за тие луѓе и дека тој број може да се искористи и да се спореди со избирачкиот список. Одиме со Джелјо Хоџик, колумнист и аналитичар, кој пишува груевистички демократски стандарди во наводници. Само во Македонија има премиер, кој кога ќе биде соочен со факти вика ајде на избори, а се плаши да излезе на ТВ дуел.
Секако повиците за избори ќе трајат додека е сигурен дека може да ги намести. Кај е Груевски да излезе на ТВ дуел? Кај е Илија Димовски, Зоран Ставревски, Јанкуловска, Пешевски? Барем некој да собереше сила и да излезеше на ТВ дуел со некој од опозицијата или некој од критичките новинари. Колумнисти и активисти за се што и се случува на Македонија. Па дури ниту оној Влаче, Клатиглавче не го пуштаат веќе на ТВ дуел да ги брани идиотските тези на груевизмот. До пред почетокот на кризата, барем овие од дуи чат пат ќе излезеа на некоја дебата. Сега и они во глушечка дупка со криени ги чекаат наместените избори и нарачаните интервјуа. Тоа го пишува Джелјо Ходжеки. Одиме со колумна на професорот Љубомир Фрчковски, која се однесува на неодамна излезената книга на новинарот Бранко Тричковски, кого Фрчковски го нарекува бард на револуционерната мисла. Инаку книгата на Тричковски се нарекува Проститутката што го сакаше својот трбосек, значи напишана во негов препознатлив специфичен стил, а колумната на Фрчковски е насловена Протон Псеудос. Ова се сентенци на Тричковски кои станаа литература. ДВМРовизацијата и андовистиката се двете линии кои Тричковски во своите колумни приопштени и во оваа последна книга, Проститутката која го сакаше својот невосек, ги обработува монументално и маестрално. Нормално дека тој не може да биде прогласен за совест на општеството, таму каде совест нема, или да добие награда таму каде почестите обечестуваат, но ќе го добие нашиот благ наклон за убавината и тревожноста на текстовите кои не ги приопштува. Не може да има слобода без момент на насилство, драги мои. Таа еманципаторска солидарност тој повик го има во неговите текстови кои упорно го одвраќаат македонецот од инерција да функционира според геометријата на амбисот во слободен пат. Но тоа не се само програмски текстови, иако и сами такви би биле одлични. Истовремено има радост во неговите текстови, како да се правени според догмата на епикурејците, да се живее без жалење, без кајање, што посебно ја препознавам и што посебно ми се допаѓа. Тоа е колумната на професор Фрчковски, Протон Псеудос. Продолжуваме со дел од емисијата која е посветен на она што се случува во Грција со грчката должничка криза. Се разбира дека таму состојбата се уште се развива, се уште не е познато дали ќе заврши таа криза која трае помеѓу Грција и Европа, каде Меѓународниот монетарен фонд и Европската унија бараат Грција да ги исполни своите обврски кои ги има превземено, додека грчкиот премиер Ципрас вели дека со тоа грчкиот народ е преоптоварен и дека тој ќе свика референдум за народот сам да се изјасни дали ќе се враќаат долговите или не. Околу ова има доста анализи, се пишува, аналитичари, професори пишуваат како треба да се реши оваа криза, што ќе се случува, како ќе се одрази врз Грција, но и врз околните земји меѓу кои е и Македонија. Одиме првен со професорот Мирољуб Шукаров. Професорот зборува за причините и последиците на кризата. Насловот на неговата колумна е Апсурдот на грчката должничка криза. Изгледа дека сепак е подобра варијанта за неутрален, политички и рационален економски пристап кон евентуалните решенија. Политичката наклонетост кон социјалните решенија на Сириза и конзервативниот пристап на европскиот дел на преговарачите треба да се насочат кон овозможување на земање здив на Грција, како економски болен кој не може да преживее без долгорочна инфузија, не само финансиска. Конечно за кавга се потребни двајца. Во овој случај не се знае кој е повиновен, дали тој што сакал да му обезбеди подобар и побогат живот на своето население, или оној кој што ја злоупотребил мокта и надмокта за да заработи повеќе отколку што било нормално за обезбедување нормална развојна посакувана конвергенција. За долговите, особено за државните долгови и од големината каква што е грчката, не се виновни само оние кои се задолжувале, туку и оние кои ги давале заемите.
Тоа го пишува професор Чукаров под апсурдот на грчката должничка криза. Одиме со професорката Мирјана Најчевска, која почнува состојбата во Грција да ја споредува со онаа во Македонија. Професорката пишува на својот Facebook профил: како што реков, да станеше збор за диктаторче како Грујо, до сега не еден, туку 3 кредити ќе му дадеа. Се, ама не смееш да ја симнеш јамката која околу вратот ти ја ставил капиталот. И ова покажува дека левичарската власт на тлото на Европа не може да екзистира. Стравот од комунизмот е посилен од сите останати стравови и со право. Тоа го пишува професорката Најчевска, а аналитичарот Арсен Зеколи овој пат целиот коментар го преточува со една карикатура која кажува се. Значи, тука се ставени европските лидери, представени како четворица мускетари, на кои знакот не име кралскиот знак на Франција, туку знакот на еврото, и тие пишуваат еден за сите против Грција. И при тоа тие се насликани со спуштен долем веш, што укажува што е една алегорија за нивната вмешаност во целата состојба. А дел од македонските медиуми веќе почнуваат целата состојба во Грција да ја споредуваат и со Македонија. Сега порталот Кирилица пишува за растот на долгот на државата. Насловот е Македонија и официјално високо задолжена, долгот кон странство скоро 6,2 милиарди евра. Надворешниот долг надмина 68% од вкупниот бруто домашен производ и е повеќе од двојно поголем од целиот годишен буџет на земјава, што ја става во редот на високо задолжени земји. Бруто надворешниот долг на земјата, заклучно со првиот квартал од годинава, изнесува 6,185 милиарди евра, покажуваат податоците на Народната банка. Во вкупниот долг се вбројува и долгот на фирмите, осигурителните друштва, банки и Народната банка. Само во првите 3 месеци од годинава долгот е зголемен за 230 милиони евра. Тоа е таа вест за долгот на Македонија кон странство. И тука ќе видиме дел од оние Facebook активисти кои често пишуваат на социјалната мрежа за разни теми. Овој пат зборуваат за темата задолженост на Македонија. Одиме со Даме Чкатурски, кој вели: Македонија од денес е високо задолжена со 6,2 милиарди евра. Кај ги вложивме, не знам. Натрешниот долг е повеќе од 1,2 милиарди, што значи дека моето предвидување дека Грујо ќе замине со 8 милиарди евра задолженост и да го исполни, да не се секирам дека не сум бил во право. Тоа го пишува Чкатурски, а Роберт Милески на својот Facebook профил истото 6,2 милиарди евра задолженост, 69% од БДП. Вака секој може да води држава во амбис. Само во првите 3 месеци од годинава долгот е зголемен за 230 милиони евра. Толку ви чини контра пропагандите на бомбите. Ајде, добро ви утро. Тоа е за надворешниот долг. Јас верувам дека оваа приказна ќе се развива, тука ќе има уште доста коментари. А сега одиме со онаа содржина што ја најавивме на почетокот на емисијата, а тоа е дека ќе прикажеме едно видео. Јас верувам дека она видео кој е голем дел од јавноста веќе го виде на социјалните мрежи, на интернет порталите, а тоа е инцидентот помеѓу сопственикот на порталот Мактел, Саша Ивановски, и водителот Јанко Илковски, водителот на емисијата Јади Бурек. Како што веќе е познато на дел од јавноста, таму оваа средба помеѓу овие две јавни личности прерасна во еден своевиден инцидент, бидејќи Саша Ивановски побара изјава од Илковски, на што Илковски извади спреј солзавец. Тоа прерасна во една општа брканица, која ќе ја видите, но пред да кажеме дека Саша Ивановски, сопственикот на Мактел, често предизвикува вакви
интересни случаи во јавноста. Јас не бих сакал да ги наречам секогаш инциденти, бидејќи тогаш има и дел каде што Ивановски поставува прилично незгодни прашања до дел од политичарите. Тоа се случува и со премиерот Груевски, нарече се сите некои негови скорешни јавни појавувања. Сега ќе видиме дел од тие случаи. Првин ќе видиме еден дел каде што Ивановски прашува незгодно прашање до премиерот Груевски и ќе видиме после ќе ја видиме и случката со Јанко Илковски. Да го видиме материјалот. Премиере, гробишната бута се многу близко. Ќе одите ли да им се заблагодарите на мртвите што гласале за вас? Слушнавме на снимките дека и мртви гласале за вас на последните избори. Иванов се заблагодари на гласачите од Пустец. Рете сега и вие да се заблагодарите и на мртвите. Наистина не е фер луѓето гласале да не добијат благодарност. Со кое лице може да се појавите во шутка ако го слушнавме дека ромите биле носени за уши и за врат да гласаат? Со кое лице може да се појавите тука без да им се извините за тие работи? Здраво, Јанко, како си? Ке обясниш на јавноста како твојата супруга работи во Археолошки музеј? Значи, работиш за Груевски, цело време му го вика пушиш? Цело време му го пушиш? До кога, бе, Јанко? Нели ти е срам, бе? До кога? Нели ти е срам, бе, Јанче? Библијата цело време ти е во уста. Збориш за морал, за вредности збориш. А си ја вработил жена ти затоа што му го пушише на Груја. Како бе не ти е срам? Абе имаш татко си, бе, родител си. Што ќе научат од тебе твоите деца, бе, што? Па имаш спреј. Па тргни го спрејот, фрли го спрејот. Како не ти е срам? Како не ти е срам? Абе, ти си јавна личност, бе. Мамиш луѓе. Лажеш луѓе. Да, ете тоа се тие снимки, тие дел од инцидентот што се случи помеѓу Саша Ивановски, попознат како Саша Политико, и Јанко Илковски од Јаде Бурек. И сега има доста реакции по овие инциденти, значи по овој инцидент последниот особено, значи голем дел од корисниците на социјалните мрежи пишуваат, голем дел го поддржуваат Ивановски, дел вела дека дел не го поддржуваат нормално, може да се забележи дека поддршката зависи од останатите постови на тие корисници во зависност од нивната политичка провиниенција, но ќе видиме и неколку коментари кои се однесуваат во однос на тоа дали тоа што Саша Ивановски го работи е новинарство или не. Одиме со Замир Мехмети, кој е поранешен член на Агенцијата за електронски комуникации, кој сега на Советот за радиодифузија, кој сега пишува за тоа. Да се разбереме, оно што го прави Саша е се освен вистинско професионално новинарство. Разбирам дека новинарството кај нас е очајно, дека ретки се новинарите кои поставуваат вистински храбри прашања. Но дали ова е глупав прост начин, тука немам дилеми. Неговиот храбар пристав е за поздравување, но тоа не може да биде оправдување за говорот на омраза кој го промовира. Барем за мене, како борец против говорот на омраза, е неприфатливо лудиот во наводници, како што го нарекуваат некои кругови, да продолжи да промовира хейт спич на ваков начин, а при тоа да биде амнестиран од одговорност. Да не забораваме дека во новинарството еден од најбитните моменти е новинарската етика, која за жал кај Саше не само што ја нема, туку он на најдрзок начин ја злоупотребува професијата, со лични навреди кон поединци членови на нивните семејства, промовирајќи просречник кој во нормални околности би требало да биде забранет. Тоа го пишува Замир Мехмети. Тоа е што се однесува во однос на Саша Ивановски, неговиот инцидент. Одиме со останатите теми од емисијата кои остануваат. Одиме со една објава на порталот А1 кој се однесува на спомениците во Скопје и се вели дека голем дел од барокот кој е поставен во центарот на градот веќе почнал да се уништува. Насловот е "Распука лепениот сечен и монтиран барок во Скопје", јасно алудирајќи на ставот на владеачката партија во однос на објавените бомби од страна на опозицијата. Ете, тоа се тие фотографии. Ова е фонтана во центарот на Скопје.
Тука гледаме и распукани плочки. Ова е моментот од помрднувањето на споменикот на цар Самуил. Палмите. И прикажана е една од зградите на кеот на Скопје, Министерството за надворешни работи. Одиме со останатите теми пред крајот на емисијата во Комисијата за регулаторната комисија ги соопшти новите цени за електричната енергија, како што е јасно, струјата не поскапи, туку поевтини, но само за 0,33%. За ова има доста реакции. Сега Миле Ситниковски пишува на Facebook: абе многу поевтинила, сега ќе заштедиме 10 денари месечно. И може да се каже дека повеќето од тие коментари кои се во таква насока, да не ја заборавиме и бегалската криза која во моментов се случува низ Македонија, значи илјадници мигранти поминуваат секојдневно од јужната кон северната граница. Најчесто дел од нив во Македонија преживуваат тешки моменти, голем дел од граѓаните им помагаат на тие бегалци, но има и пријави дека дел од нив ги малтретираат, ги ограбуваат и така натаму. Има случаи веќе и на починување на бегалци, на породување на бегалци, и за тоа пишува Тони Науновски во неговата последна колумна, каде што вели и бегалците се луѓе. Ние македонците, секој од нас лично знаеме колку големо е лицемерството на Европа, односно на политичарите од Европската Унија, преку многу примери во кои нашата држава беше и се уште е жртва без било каква колективна политичка вина. Слично како и во времето кога НАТО без одлука на Советот за безбедност ја бомбардираше Србија и Македонија со согласно со највисоките принципи на хуманизмот, прими стотици илјади бегалци на својата територија, и денес повторно, наспроти докажаната човечност на македонците, центри на мог во Европа сакаат да не направат економска жртва на нивниот неорасизам. Сликите и приказните на илјадници бегалци кои тенденциозно ги нарекуваат мигранти до нашата граница со Грција се толку грозоморни што 21. век почнува да личи на век на нов варваризам, нечовечност. Тоа го пишува Науновски и бегалците се луѓе. А за дел од слушувањата пишува и Владимир Борозанов на својот Facebook профил. Тој е поранешниот претседател на Лекарската комора на Македонија, кој вели: пак слушам од сериозни луѓе дека мигрантите одбивале да се вакцинираат и со тоа ја загрозувале здравствената состојба во земјата. Аман, информирајте се и консултирајте епидемиолози и инфектолози. Со новиот закон за мигранти се олеснува на државата да прави и овозможи здравствена тријажа и надзор на мигрантите и да се направи заштита од евентуални заразни заболувања кои се присутни во некој од нив. Вакцинацијата го постигнува својот ефект кога се вакцинираат здрави за да не се заразат во Македонија. И тој ефект се постигнува најрано за 2 до 3 недели. Да не зборуваме за ревакцинации и така натаму. Мигрантите се задржуваат по закон само 72 сати, а во евентуално соберни центри треба да се овозможи строг здравствен надзор. Ете, со оваа порака на професорот Борозанов и ќе ја завршиме оваа емисија, ова издание на Трета порта, како негова порака, стручна порака до властите, каква стратегија да изградат во поглед на бегалскиот бран која погодува Македонија и сите останати земји од регионот, се разбира. Почитувани, Трета порта гледајте ја во среда во 19 часот и 15 минути. Не го заборавајте мотото на Трета порта дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, а до тогаш останете и со програмата на 24 вести.